Вчера Македонија имаше многу значајна победа. Одавна немала толку многу значајна победа. И тоа се чувствува. Се чувствува енергијата кај луѓето, затоа што, како што вчера кажав, тоа не беше само обична изборна победа на ЦДСМ, туку многу повеќе од тоа после овие 2,5 години и после се она што се случуваше. Благодарност на сите кои не подржувавте во овие 2,5 години и благодарност за сите што не поддржате во текот на вчерашниот ден и што дојдовте вечерва вака спонтано собрани да ни честитате и заедно да прославиме. Без вас немаше да има оваа победа. Оваа победа е заедничка на сите членови на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, но и на цела Македонија. Ова е победа на Македонија. Денеска, иако се почека подолго да ги чуеме конечните резултати да ги објави Државната изборна комисија, сепак еве доцна навечер таа ги објави, иако прилично со невообичаено досење, но како и да е на крајот најдоа сили да ги објават конечните резултати, со кои што се гледа дека ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија однесоа 10-та победа и 10-та поддршка од мнозинството граѓани во Македонија. Така што можевме да слушнеме во меѓувреме, имаме и честитки од високи представници на Европската комисија, кои што честитаа на победата на ВМРО ДПМН и на македонските граѓани, кои што побара од опозицијата да биде активна понатаму, а од нас да формираме наскоро влада. Ние секако ќе пристапиме кон преговори за коалиција, преговори за формирање влада и конечно треба да создадеме услови кризата во Република Македонија да заврши. Народот тоа го очекува, тоа го бара од нас. Преку глава му е од кризата и од сите оние што е правеа оваа криза. Конечно треба да се вратиме на патеките на економијата, на патеките на отворање на нови работни места во Македонија, зголемување на платите, на пензиите, на субвенциите, правење на проекти со кои што ќе се решаваат проблемите на сите граѓани на Република Македонија. Она на што исто така ќе бидеме фокусирани во наредниот период е да се намали јазот помеѓу граѓаните, политичкиот јаз. Нашиот политички опонент ЦДСМ во желбата да не победи, внесе многу гнев, многу омрза, многу голем јаз се создаде помеѓу македонскиот народ и помеѓу граѓаните на Македонија, а понекогаш и во некои моменти и помеѓу различните етнички заедници. Тоа треба да престане. И јас лично, и новата влада, и ВМРО ДПМН ќе работиме на намалување на тој јаз и на едно обединување со кое што сите граѓани на Македонија, заедно со новата влада ќе градиме Македонија како земја со многу повеќе работни места, повисок стандард и земја која ќе се движи кон НАТО и кон Европската унија. Затоа ви благодарам на сите вас, бидејќи без вашата поддршка сето ова немаше да е можно. Без поддршката на мнозинството од граѓаните на Република Македонија. И се разбира, без учеството на сите оние граѓани кои вчера учествуваа на изборите и создадоа една атмосфера на мирни, фер, демократски, кредибилни избори или како што некои ги нарекуваат конкурентни избори. Драги пријатели, уште еднаш многу ви благодарам за вашата поддршка. Мојата главна порака вечерва е дека треба што побрзо да се формира новата влада, да продолжиме со силното темпо на работа, да се вратиме на патеките на економијата, да се вратиме на патеките на сите реформи, вклучувајќи ги оние поврзани со членството во Европската унија и НАТО, и на отворањето на нови работни места во Македонија, како и поддршка на сите категории граѓани кои треба да добијат понатамошна поддршка, кои што се исто така дел од нашата програма. Имаме ветено многу работи во програмата, ќе ни треба многу енергија, многу труд да ги спроведиме, но таа енергија имаме. Таа енергија имаме затоа што вие ни ја внесувате таа енергија. Овој спонтан собир вечерва навистина многу ни значи и многу сум ви благодарен на сите што вака се собравте да ни дадете поддршка и да ја прославиме оваа значајна, многу важна победа на Македонија.